Се наоѓаме во критично време и многу важен момент за членство на земјава во Европската Унија и доколку не се качиме на европскиот воз, можно е вратите да ни бидат затворени со децении. Ова го порача председателот на Националниот совет за евроинтеграција Венко Филипче на дискусијата за геополитичката димензија на проширувањето на Европската Унија и импликации за Западен Балкан. Филипче со отворен повик до премиерот Мицкоски. Го повикувам Христијан Мицкоски, власта, заеднички да ги направиме уставните измени. При тоа, ќе ја споделиме одговорноста за тој чин. Ние како коалиција која што предводи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Истовремено, имајќи предвид дека како што била праксата во сите земји, во Хрватска, Бугарија и така натаму, кога траеле преговорите, сите партии работеле заедно, да знае дека ја споделуваме одговорноста. Антонио Милошовски, председател на Комисијата за европски прашања, смета дека она што се врти во меѓународните кругови на постепено придружување на земјите од Западен Балкан во ЕУ треба да се расправи на престојниот самет за Европската Унија што треба да се одржи во Црна Гора. И во самата Европска Унија земјите членки се свесни дека овој процес и за нив не е лесен. И затоа веројатно и предлагаат решенија кои што значат побрзо, но сепак постепено придружување кон заедницата на земји членки на Европската Унија. Владимир Дробњак, кој беше главен преговарач во пристапниот процес на Хрватска со Европската Унија, говореше за геополитичкиот аспект од проширувањето на Унијата со земјите од Западен Балкан. Тој ја нагласи стратешката позиција на земјава за ЕУ. Стратешката важност на Северна Македонија, односно нејзиното членство во НАТО, не може доволно да се нагласи, меѓутоа тоа не е единствената придобивка. Позицијата на земјата на главните југоисточни европски рути ја поставуваат Северна Македонија како примарен линк помеѓу Централна Европска Унија, Егејското, Црното море, Егејското море. Ке ги спомнам коридорите 10, коридорот 8. Академик Владо Камповски пак рече дека за членство во Европската Унија треба да се отвори широка јавна расправа за евроинтегративниот процес, меѓу кои и темата за внесувањето на бугарите во Уставот. Да бидат повикани сите политички партии, синдикати, академската заедница кои ќе ги отворат сите прашања и на крајот да се стигне до најприфатливите решенија кои ќе помогнат во оваа ситуација, рече тој.